Комуналниот отпад од Виница, Чишиново, Облешево и Зрновци повторно ќе се депонира на градската депонија во Кочани. Дополнително владата финансиски ќе помага за нејзиното одржување. Дециден е министерот за животна средина Изет Меджити. Според него, ова е единствено решение на проблемот кој се провлекува повеќе од 1 месец. Финансиски обврските ќе ги превземе владата и пак ќе се вратат на истата депонија. Каде? Мислам, кај што било до сега, проблемот беше финансиски, бидејќи не можеше да се носи со тоа општина Кочани. Мислам дека и ние одлучивме да им излеземе во пресред, да ги помогнеме финансиски за да се реши овој проблем. Но за екоактивистите од Кочани ваквото решение може повторно да ги реактивира протестите. Категорични се дека комуналните возила со отпад на соседните општини ќе ги пуштаат, но откако ќе се започне со градба на регионалната депонија во Свети Николско Мечкоевци, а до тогаш порачаа отпадот секој да си го третира во својот двор. Остануваат на ставот дека треба да се почитува одлуката на Советот на Кочани, со која се забрани депонирање на отпад од соседните општини. На 18 октомври се распиша тендерот за изградба на регионалната депонија кај Мечкоевци, која треба да биде готова за 2,5 години. Биќе работиме интензивно со проектот од Европската банка за развој од ЕБРД. Кредитот ќе превземе од Министерството за животна средина 55 милиони евра за регионалните депонии. Со пари од Европската банка за обнова и развој е предвидено во државата да се изградат 4 регионални депонии, а во депонијата кај Свети Николско Мечкоевци ќе се преработува отпадот од 18 општини од источниот и североисточниот регион.